Почитувани, убиства, кражби, запалени автомобили, рекетирања, напади, бегаат затвореници, исчезнуваат лица, се намалуваат казни за најозогласените криминалци. Животот во Македонија како во акционен филм. Граѓаните се чувствуваат се понебезбедни. Одговорност за ништо нема. Има само празни оправдувања и живот во страф и неспокој. Додека се бара виновници за датумот, избега убиецот на Мартин Нешковци, затвореникот Игор Спасов. Му се укина доживотната казна на Алмир Дрпљанин за нападот на полициските Алфи во 2008 година, кога загина еден припадник на Алфите. Во Штип, во рок од неколку дена се запалија 6 автомобили, а само една кривична пријава. Во меѓувреме, нерешеното си остана нерешено. Не дознавме ниту кој испука над 25 куршуми од калашников од возило во движење среде Скопје и 2 лица беа брутално убиени. МВР не успеа да ги фати ниту убиците на Дилавер Бојку. Со денови се крија детали за убиството на Никола Саздовски Саздо и се уште не знаеме кој е третиот и зошто уште не е приведен. Па продолжуваме. Во Охрид секоја ноќ имаме кражби, а граѓаните се приморани сами да си ги чуваат домовите со бейсбол палки. Во Скопје на секој 4 часа има по еден ограбен стан, а ретко која кражба е расчистена. Масовни кражби на велосипеди. Речиси ниту еден не е пронајден. Оливер Спасовски вели дека од кога дошле на власт животот бил побезбеден. Прашуваме дали ова е безбедноста? Дали треба да се чувствуваме побезбедни кога криминалците се на слобода, разбојниците не се фатени, затворениците бегаат, не знаеме кој пали автомобили. Спасовски нека излезе на улица и нека ги праша граѓаните дали се чувствуваат безбедни. Одговорност за ова безредие мора да има. Благодарам.